Ја слушате програмата Ни Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на ова проучување на Евангелието според Матеј. Денес ќе продолжиме таму каде што застанавме претходниот пат, на почетокот од глава 12. Сакам само да ве потсетам дека целта на Матеј не е да ни даде хронолошки извештај за настаните поврзани со животот на Господ Исус, туку да го представи како долго очекуваниот цар на евреите, но исто така и како цар за сите луѓе, независно од нивната етничка припадност. Овој цар не само што се роди на чудесен начин, исто така имаше и силен авторитет во неговите зборови и моќ за да исцелува и воскреснува мртви. Со други зборови, Господ Исус покажа дека е многу повеќе од човек, односно дека е отелотворениот Бог. Во овој дел од Евангелието читаме за конфликт помеѓу Господ Исус и фарисеите, кои пак беа религиозни водачи во тоа време. На почетокот беа пријателски настроени кон него, но со тек на времето тој ги прекрши сите нивни правила и од тогаш му станаа непријатели. Овој пат конфликтот беше во однос на саботниот ден. Како што видовме минатиот пат, во еден саботен ден неговите ученици почнаа да кинат класи од нивите и да јадат, а според фарисеите, со тоа тие го прекршија саботниот одмор. Фарисеите му се обратија на Исус и го прекорија него и неговите ученици. Слушнете како Исус им одговори. Стих 3. А тој им рече: нели сте читале што направи Давид кога огладне тој и оние што беа со него? Овој настан е запишан во прва книга Самуилова, глава 21, стихови 1 до 6. Истиот се случи во времето кога Саул беше цар на Израел и го гонеше Давид. Кога луѓето што му беа верни на Давид огладнеа, тој влезе во храмот и им го даде лебот кој беше тргнат настрана за свештениците. И со тоа тој го прекрши Мојсеевиот закон. Но го направи тоа за да им даде храна на луѓето што беа со него. Во одредена смисла и учениците го сторија токму тоа. Не кинеа класие бидејќи немаа попаметна работа, туку затоа што беа гладни. Стихови 4 до 6. Кога влезе во домот Божи, ги изеде лебовите од жртвеникот, што не требаше да ги јаде ни тој, ниту оние што беа со него, туку само свештениците. Или не сте ли читале во законот дека во саботен ден свештениците нарушуваат саботата и пак не се виновни? Но јас ви велам дека тука е оној кој е поголем од храмот. Со ова, Господ Исус кажа дека е поважен од светиот центар на религиозниот живот на евреите, а тоа беше храмот. Тоа сигурно звучеше како богохулие во нивните очи. Не само што не го почитува саботниот ден, но и хули на Бога. Стих 7. И ако знаевте што значи милост сакам, а не жртва, немаше да ги осудувате невините. Тој ги брани неговите ученици и всушност кажува дека тие не го прекршија саботниот ден. Зошто? Стих 8. Зашто Синот човечки е господар и на саботата. Кога кажа дека е поголем од храмот, а и дека е господар над саботата, Господ Исус кажа нешта со кој на некој начин го предизвика гневот и огорченоста на фарисеите. Да можеа, сигурно ќе го каменуваа на лице место. Продолжуваме со настаните поврзани со тој саботен ден. Господ Исус и неговите ученици си заминаа од нивите и влегоа во синагогата, каде повторно се отвори прашањето за саботата. Стих 9. И штом замина оттаму, дојде во синагогата нивна. Матеј не вели во синагогата наша, туку во синагогата нивна. Стихови 9 до 11. И штом замина оттаму, дојде во синагогата нивна. И ете, таму беше еден човек кој имаше исушена рака. И за да го обвинат, го прашаа Исус: допуштено ли е во сабота да се лекува?
а тој им рече: кој е тој од вас, ако има една овца, и ако таа падне во саботен ден во јама, што не ќе ја прифати и извади? Мислам дека фарисеите му кажаа на овој човек да дојде во синагогата во саботниот ден. Правејќи го тоа, тие не сакајќи му дадоа комплимент на Господ Исус, бидејќи знаеа дека тој има моќ да го исцели. Интересно е тоа што Исусовите непријатели никогаш не ја доведоа во прашање вистинитоста на неговите чуда. Тие тврдеа дека тој исцелува со демонска моќ, но никогаш не се осудија да кажат дека прави лажни трикови. За разлика од нив, денес има многу така наречени либерални теолози кои се обидуваат да ги оспорат Исусовите чуда, тврдејќи дека не правел ништо надприродно. Со овој потек фарисеите не само што покажаа дека Господ Исус има моќ да исцелува, туку и дека тој е милостив и сочувствителен кон сите што ќе се најдат на неговиот пат. Тие можеби честопати директно го навредуваа, но овој пат индиректно го пофалија. Се разбира, прашањето за исцелението во саботниот ден беше поставено со цел да го фатат во замка, но на крајот Исус ги фати во замка преку прашањето што им го постави. Стих 12. А колку ли пак човекот е поскап од една овца? И така, во сабота е допуштено да се прави добро. Сигурен сум дека фарисеите немаа што да кажат како реплика. Исус ги соочи со прашањето: дали смее да се прави добро во сабота? Независно од нивното мислење, забележете што тој стори. Стих 13. Тогаш му рече на човекот: испружи ја раката, и тој ја испружи, и таа стана здрава како и другата. Исус го исцели човекот во сабота. Дали со тоа го прекрши законот? Јас сметам дека не го прекрши, туку постапи согласно волјата на таткото. Забележете што пишува во стих 14. А фарисеите што ми излегоа се договорија како да го погубат, но Исус кога разбра се оддалечи од таму. Ова беше моментот кога религиозните водачи одлучија дека Исус треба да биде погубен. Се до овој момент тие го наблюдуваа и можеби се надеваат дека ќе го придобијат на своја страна. Но Исус не дојде за да зазема човечка страна, туку да ја изврши волјата на таткото. Од овој момент натаму, Господ Исус и фарисеите ќе имаат отворен и јавен конфликт, кој на крајот ќе заврши со неговото распнување. Фарисеите сватија дека нема да можат да го погубат јавно со каменување и дека ќе мора да го предадат на локалните римски власти, за тие да го осудат Исус на смрт. Стих 15. И тргна по него многу народ и тој ги исцели сите. Исус не исцели само неколкумина, туку сите што дојдоа кај него. Најверојатно станува збор за стотици, а можеби и илјадници луѓе. Мислам дека ние денес не можеме ни да замислиме колку силно беше неговото влијание, но помеѓу луѓето имаше измешани реакции во однос на него. Некои го прифатија, други го отфрлија. До ден денешен реакциите се исти. Некои луѓе му веруваат и целосно му се посветуваат, а други пак го критикуваат и напаѓаат. Сатаната се уште се обидува да го дискредитира и тоа го прави преку јавни говори, книги, филмови и слично. Но секој од нас треба да одлучи што ќе прави со Исус. Дали ќе го следиш или ќе го отфрлиш? Ќе бидеш негов пријател или негов непријател? Тој ќе биде твој спасител или пак твој судија? Стих 16. И им забрани да разгласуваат за него. Господ Исус не дојде на овој свет за да биде чудотворец. Неговата главна цел беше да донесе спасение. Исцеленијата и чудата беа второстепени по значење во неговата служба на земјата. Можеби тоа беше една од причините зошто им забрануваше на луѓето да разгласуваат за него, за да не се добие погрешен впечаток во однос на неговата мисија.
стихови 17 до 21. За да се исполни кажаното преку пророкот Исаија, кој вели: Ете го слугата мој, него го избрав, мојот возлюбен, што го благоволи мојата душа. Ќе го положам духот свој над него и на народите ќе им објави правда. Нема да се кара, ниту ќе вика, и никој нема да го чуе гласот негов по крстопатите. Трските прекршени нема да ги докрши, ниту запалените светила ќе ги угасне, додека него доведе судот до победа. И во неговото име народите ќе ја положат својата надеж. Матеј повторно нагласува дека преку Исусовата служба се исполни старозаветно пророштво. Конкретно, ова пророштво вели дека Господ Исус дојде да донесе спасение и за народите, односно неевреите. Стихови 22 и 23. Тогаш доведоа кај него еден бесомачен од зол дух, кој беше слеп и нем, и го излекува, така што слепо немиот прогледа и проговори. И сиот народ се чудеше и велеше: да не е овој Христос, синот Давидов? Очевидците почнаа да се прашуваат дали можеби Исус е долго очекуваниот Месија. Предпоставувам никогаш претходно не видоа како некој изгонува демони, ниту пак беа сведоци на воскресение. Иако дел од народот тврдеше дека Исус е Месијата, сепак фарисеите не се согласуваа со тој заклучок. Слушнете андивната реакција во стих 24. А фарисеите, штом го чуја тоа, рекоа: тој не ги истерува демоните на друг начин, освен преку Велзевул, началникот на демоните. Тука се отвара темата за неопростивиот грев. Забележете реакцијата на Господ Исус. Но Исус, знаејќи ги нивните помисли, им рече: секое царство, ако се раздели, запустува, и секој град или дом, ако се раздели на противни групи, ќе пропадне. И ако сатаната изгонува сатана, тој се разделил сам против себе. Тогаш како може да се запази царството негово? И ако јас ги истерувам демоните преку Велзевул, синовите ваши, преку кого ги изгонуваат? Затоа, тие ќе ви бидат судии. Ако пак јас истерувам демони со Духот Божи, тоа значи дека до вас дошло Царството Божјо. До вас дошло Царството Божјо. Ова е пораката што поголемиот дел од фарисеите не ја разбраа. Тие имаа многу причини за да поверуваат, сепак останаа тврдоглави и постојано му се противеа на Господ Исус. Стихови 29 до 32. Или како може да влезе некој во куќата на силен човек и да му го плени имотот, ако најнапред не го врзе силниот, па дури тогаш да му ја ограби куќата? Кој не е со мене, против мене е. И кој не собира со мене, тој растура. Затоа ви велам, секој грев и хула ќе им се прости на луѓето, но хулата против Светиот Дух нема да им се прости на луѓето. И ако некој каже збор против Синот човечки, ќе му се прости, но ако каже нешто против Светиот Дух, нема да му се прости ни на овој, ни на оној свет. Прво, тука сакам да разберете дека каков и грев да сте направиле во животот, доколку сте се покајале пред Исус за него, тој ќе ви биде простен. На Голгота, Господ Исус умре за сите ваши гревови. Но, што сака да каже кога зборува за хулата на Светиот Дух? Дозволете ми да објаснам. Светиот Дух дојде на овој свет со цел да ни сведочи за спасението, кое ни е достапно преку вера во Христос. Ако не го прифатите сведоштвото на Духот, тоа значи дека вие не го прифаќате спасението преку вера во Христос. Со тоа, вие сте го отфрлиле простувањето на гревовите и затоа имате извршено грев што не може да ви се прости. Тоа значи дека хулата на Светиот Дух е всушност одбивност кон неговата порака. Зошто Господ Исус зборува на оваа тема? Бидејќи тој направи многу чуда кои служеа како порака за оние што беа околу него. А сепак, фарисеите тврдеа дека прави чуда со помошта на Велзевул.
Тие всушност не го прифатија сведоштвото за Господ Исус и со тоа го извршија неопростивиот грев. Што значи сето ова за нас денес? Неопростив грев извршува секој што ја слуша вистината за Господ Исус и не ја прифаќа. Тоа е исто како некој човек да боледува од тешка болест и докторот да му каже дека има лек за таа болест. Болниот има две опции: да го земе лекот и да му биде подобро, или да не му верува на докторот и да почине поради болеста. Истото е и со хулата кон Светиот Дух. Ако некој го отфрли Христос и со таа одлука живее цел свој живот, тој човек ќе застане пред Божиот суд имајќи го врз себе неопростивиот грев. Слушнете што вели Господ Исус во следните 2 стихови. Змиски рожби, како можете да говорите добро кога сте лоши? Зашто устата го зборува она што излегува од преполнетото срце. Добриот човек од доброто сокровиште изнесува добро, а лошиот човек од лошото сокровиште лошо. Некој рекол дека јазикот е како кофа, а срцето како бунар. Кофата секогаш го вади на виделина тоа што се наоѓа во бунарот. Стихови 36 и 37. И ви велам дека за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден, зашто по зборовите свој ќе бидеш оправдан и по зборовите свој ќе бидеш суден. Стих 38. Тогаш некои од книжниците и фарисеите одговорија и рекоа: Учителе, сакаме да видиме знак од тебе. Ова не беше искрена желба, туку обид да се фати Исус во замка. Слушнете ја неговата реакција. А тој одговори и рече: Лукав и прелюботворен род бара знак, но нема да му се даде знак, освен знакот на пророкот Јона, зашто како што Јона беше во утробата на китот 3 дни и 3 ноќи, така и синот човечки ќе биде во срцето на земјата 3 дни и 3 ноќи. Јона не беше мртов, но сепак неговото 3-дневно присуство во стомакот на рибата беше символ за смртта. По тие 3 дена Бог го врати помеѓу живите и тој проповедаше за покаяние пред ниневејците. Стихови 41 и 42. Ниневејците ќе излезат на суд со овој род и ќе го осудат, зашто тие се покајаа од проповета на Јона, а ете, тука има поголем од Јона. И царицата Јужна ќе излезе на суд со овој род и ќе го осуди, зашто таа дојде од крај земја за да ја чуе мудроста на Соломон, но ете, тука е многу поголем од Соломон. Исус вели дека е поголем од Јона, но и од Соломон. Иако некој поголем од Соломон стоеше пред луѓето, сепак голем дел од нив не сакаа да поверуваат во неговите зборови. Следува уште една парабола. Стих 43. Кога нечистиот дух ќе излезе од човекот, минува преку безводни места, барајќи спокој и не го наоѓа. Кога еден човек има нечист дух и тој дух си заминува, човекот може да смета дека животот му е во ред и дека не треба да прави ништо. Но, слушнете што се случува потоа. Стих 44. Тогаш ќе рече: да се вратам во мојот дом, откаде што излегов, и штом дојде го наоѓа празен, изметен и уреден. Драги пријатели, дури и да престанете да правите гревови, тоа нема да ве направи христијани. Макар и сите луѓе во светот одеднаш да престанат да прават грев, тоа не значи дека тие по автоматизам стануваат христијани. Не е доволно за човекот само да се ослободи од некои зли влијанија во животот, туку треба наместо нив во себе да го има Светиот Дух и неговото влијание. Во спротивно, забележете што ќе се случи. Стих 45. Тогаш оди и доведува други 7 духови, полоши од себе, и штом ќе влезат, таму и ќе живеат. И последната состојба на тој човек станува полоша од првата.
така ќе биде и со овој пакосен род. Неспасените луѓе што редовно одат во црква се навистина тешки да се досегнат со Евангелието. Тоа е така бидејќи тие сметаат дека животите им се добри и средени. Иако нивните животи се изметени и уредени, сепак се празни, бидејќи во нив не живее Светиот Дух. Таквите треба да бидат внимателни, бидејќи злите духови можат да влезат во нив и да им направат огромна штета. Стихови 46 до 49. Додека му зборуваше на народот, мајка му и браќата негови стоеа надвор и сакаа да зборуваат со него. Некој му кажа: ете, мајка ти и браќата твои стојат надвор и сакаат да зборуваат со тебе. Тој му одговори на оној што му зборуваше и рече: која е мојата мајка и кои се моите браќа? И покажувајќи со рака на учениците своји, рече: еве ја мојата мајка и еве ги моите браќа. Што сака да каже Господ Исус со овие зборови? Неговата поента е дека најсилната меѓусебна врска е онаа помеѓу Христос и верникот. Ако си верник и Божјо дете, твојот меѓусебен однос со Бог е многу поблизок и поважен од твојот меѓусебен однос со родителите, браќата и сестрите, пријателите и така натаму. Не само тоа, туку мое лично убедување е дека односот на верникот со другите верници е многу поважен отколку неговиот однос со роднините по крв. Ова е навистина неверојатно. Господ Исус зборува за нов вид на семеен однос. Стих 50. Зашто кој ја исполнува волјата на мојот небесен Отец, кој е на небесата, тој ми е брат и сестра и мајка. Која е волјата на небесниот татко? Да поверуваме во Господ Исус, да го слушаме неговиот глас и да го следиме. Со тоа доаѓаме до глава 13, која е почетокот на еден од поважните делови во Евангелието според Матеј. Во оваа глава започнува вториот главен говор на Господ Исус запишан во ова Евангелие. Следуваат стихови во кои ни се дадени параболи за небесното царство. Овие параболи имаат различни пораки и во себе кријат различни духовни вистини, но во суштина ни го објаснуваат функционирањето и природата на небесното царство. Не заборавајте дека до тој момент евреите со векови наназад го очекуваа појавувањето и воспоставувањето на небесното царство. Тие имаа една замисла за тоа како царството треба да изгледа, а преку параболите Господ Исус ќе им пренесе поинаква порака од онаа што тие ја имаа на ум. Да почнеме со читање. Слушнете ги првите 2 стиха. Излегувајќи тој ден од куќата, Исус седна покрај морето и се собра околу него многу народ, така што тој влезе во кораб и седна, а сиот народ стоеше на брегот. Откако седна во коработ, Исус почна да кажува параболи. Слушнете го почетокот од првата. Ете, излезе сејач да сее. Некои од вас ја знаат оваа парабола, но сите параболи што Господ Исус ги кажа се навистина неверојатни приказни, кои на сликовит начин доловуваат важни духовни вистини. Во следното проучување ќе почнеме со нивното читање и обработка. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram.
Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.